второ читање е предлог на закон за именување и дополнување закон за аудио и аудиовизуални медиумски услуги по скратена постапка. Ние како членска организација во која се обединуваат регионалните и локалните радиодифузери, сметаме дека носење на измени во медиумските закони на овој начин, без никаква јавна дебата, со вклученост на оние на кои се однесуваат, овој закон е на штета на независноста на медиумите и на јавниот интерес. Нетранспарентната постапка во носење на закони кои ја регулираат работата на медиумите, без да се слушнат нивните предлози и барања, е во директна спротивставеност со она што ние како медиуми се залагаме, а тоа е јавност за квалитетни закони од кои бенефит ги имаат пред се граѓаните. Општо е познато дека медиумите имаат сериозни економски проблеми и потребно е да се понудат одржливи решенија со кои ќе се подобри нивната економска состојба, а со тоа и медиумската содржина, доколку собранието и владата сакаат да потрошат јавни пари во одредени медиуми, нека тоа го направат со одлука на собрание или со одлука на влада. Не е потребно да се носат штетни закони со тесни интереси. Потребни се законски решенија за да ги подобрат правата и статусот на новинарите и медиумските работници и треба да се неселективни и фер. Сметаме дека поддршката за медиумите треба да се изработи со вклученост на сите и да се води од начелата од јавниот интерес, односно подобрувањето на состојбата во медиумите да има една цел – подобри услови, професионално известување, преку уредувачките политики кои ќе бидат независни од политички, партиски или владини влијанија. Затоа бараме одложување на постапката за амандмани на овој закон, која започната во собранието и инсистираме на јавни дебати со сите чинители, кои искрено можат да понудат многу подобри решенија. Потсетуваме дека делегацијата на ЕУ исто така има интерес и тековна активност за техничка помош преку која имаме можност како држава да имаме еден од најдобрите медиумски закони во регионот. Потребно е да се искористи ова можност, а не на ваков нетранспарентен начин да се минираат заложбите на ЕУ и на новинарските и медиумските еснавски организации кои имаат искрен пристап да дадат свој придонес. Ги повикувам претениците на Собранието на Македонија на свесност и на разум, затоа што последиците од нивните избрзани постапки можат да ја вратат Македонија многу години назад, кога во сите меѓународни извештаи медиумските слободи беа оценувани на исклучително ниско ниво.